Почитувани, добар ден. Бегство во победа е американски филм во режија на Џон Хјустон со Майкл Кейн, Силвестер Сталоне и Макс фон Сидо во главните улоги. Кој е сценарист, кој е режисер на филмот Бегството од Идризово 2 се уште не се знае, но актерите се познати и ќе останат во Идризово да го пишуваат сценариото Бегство од Идризово 3. За Бегството од Идризово прв дел на Мемети Бекин, премиерот Димитар Ковачевски му даде последна опомена на директорот на затворот Идризово Шпен Тахири, бидејќи неговиот избор бил свеж, но сега по аферата Тунел е сменет подитно. Дали Бирото за јавна безбедност, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и Агенцијата за национална безбедност добро си ја вршат работата, тоа е она што ве прашуваме денес. Дали никогаш ќе ги дознаеме и останатите актери во овој македонски современ филм? Што мислите вие? А секако што мислите, што сакате да дополните и коментирате, сторите го тоа и на социјалните медиуми. Потсетувам Facebook, црвена линија е профилот, каде што можете да лајкнете, шернете и коментирате. И заследете го секако и профилот на Телма телевизија, каде што црвена линија ги објавува своите дневни теми. Но задолжително заследете не на Инстаграм и заедно со сите инстаграмџи кои што не следат, дадете го вашиот одговор на денешното Инстаграм стори прашање. Дали ќе се открие кој е сценарист, а кој режисер во овој обид за бегство? Што мислите? Имате две опции за одговор, тоа е да или не, а резултатите ќе бидат соопштени пред крајот на ова издание, поточно по рекламите. А сега се враќаме повторно на ситуација каде што треба и да ве загрееме за оваа дискусија. Слушнавте што ќе ве прашуваме, па во продолжение одиме и со прилогот на нашата колешка Симона. Погледнете. 20 дена го надгледувале тунелот, но никој од затворениците не дошол да продолжи да копа. Доскорешниот директор на затворот Идризово Шпен Тахири за Телма вели дека наместо пофалба за подкритието добил политички отказ. Но затоа Тахири не може да потврди дали некој од вработените затворски службеници им помагал на 8 мината затвореници во филмскиот план за бегство. Дознавме на 15 февруари дека е ископан тунел. Поставивме контрола и заедно со управата за извршување на санкции приметивме една локација со тазе бетон. Тунелот бил во една просторија каде осудените лица ја користеле за шетање. Постапката е од 1.3. до 17.3., а реализацијата беше на 21.3. Секој ден очекував да ме разрешат, но сепак си продолжував со работа. Тунелот е успех, а разрешувањето е политички реваншизам. Но затоа познавачите со обвинување кон Тахири. Корупцијата цвета, а затворениците ги користат слабостите на системот, тврди поранешниот директор на управата за извршување на санкции. Се повеќе ќе излегуваат состојбите од контрола, затоа што и зголемениот број на осудени лица и се помалку професионален кадар кој си ја знае и честно си работи работата. Од друга страна, раководниот кадар е се повеќе политизиран. За ваквото копање на тунелот во затворот Идризово според Светковски е пропуст, а не професионализмот во понискиот ешалон е подлежен на корупција. Истрагата ќе покаже дали има и како има и јас очекувам дека можно да се најдат и сторители и во делот на помагањето, но секако и во делот на организирањето на самото бегство. Обвинителството мора да даде одговори дали постои некаква вмешаност и корупција кај затворските службеници, но и да се испита безбедноста каде што често се случуваат коруптивни скандали. Најголемиот затвор во земјава пред само месец дена го тресеше скандал откако Беки Мемети, повеќекратен убиец, потплати 4 полициски службеници и филмски избега од затворот Идризово. Премиерот Ковачевски еднаш го бранеше Шпен Тахири како нов и недокажан кадар, а за сега да предложи негова смена. За Тахири ова е политички реваншизам, но за Алтернатива, како матична партија на директорот Тахири, неговата смена е казна затоа што Алтернатива не е дел од политиките на владата.
А патот до црвена линија е едноставен. Не ви треба тунел. За нас ви треба само да го завртите телефонскиот број 023070005, да го намалите тонот на телевизорот и да зборувате само преку слушалка. И секако да внимавате на тајмерот. Поудиме и со првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, еве прашање веднаш до вас. Дали ќе се открие според вас кој е сценаристот, а кој е режисерот на овој обид за бегство? Поред мене режисерот е управникот на затворот и останалите вработени во Идризово, кои се дебело платени за дебели пари и мора тоа да се открие. Меѓутоа, службите, судството или е глупо, или не разбира, или е толку, не знам, не можам да разберам како може 40 метри со струја обведена и кабел да копаат и да изнесуваат земја од тунелот, а никој да не знае. А еве што мислите, дали Бирото за јавна безбедност, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, како и Агенцијата за национална безбедност добро си ја вршат работата? Ништо никој не врши во ова држава совесно работа. Ниеден, баш точно ниеден. И рекол, судството е корумпирано. Полицијата е корумпирана. Чуварите на затворот се корумпирани. Знаете ли дека затворот Идризовот е најголемиот наркокартел во државата, кај што се највише шверцува дрога? Знаете дека во Идризово највише има кладилници кои се... Благодарам за вклучувањето и како што напоменав на самиот старт, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секој излагање. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Да, добар ден. Па еве две опции за одговор на анкетата. Да или не според вас? Дали ќе се открие кој е сценариста, кој е режисер на овој обид за бегство? Искрено да ви кажам, привидејќи како припадник на бившата милиција, полиција, 30 годишна, ние сме работели, тоа сме ги откривале. И организаторот, и помошниците, и тие што режирале. Првиот директорот на Идризово, втори се командирите на смени, трети се тие има таму споредни служби во затворот по законот за работни односи, кои дежураат од павилјон во павилјон. Така да овде ќе се открие све, немојте да мислите дека ќе открие. Али едно да ви кажам, Бирото за јавна безбедност во МВР не е надлежно, приведејќи затворите, судовите се наоѓаат под надлежно на Министерството за правда. А кога би побарал затворот помош од МВР, тоа ќе се вклопи Министерството за вътрешни работи со Бирото за безбедност и АНБ ќе се вклопи. Али сега во оваа ситуација, сега веќе се вклопени и тие ќе го откриваат сето тоа што е работено преку они 8 мина кои се откриени. Тие ќе кажат кој таму помагал, кој му давал осветлување, кој му давал таму дрва да ги подпираат и така натаму и така натаму. Јас би пожелал на моите колеги да работат многу често и поштено и да го откријат ова нешто, затоа што ова за Македонија значи многу. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Сега веднаш ќе се префрлиме и кај твитерџи. Можете и на Твитер заедницата нормално да се надоврзете со своји сугестии и коментари, со оглед на тоа дека и твитерџи има многу што да кажат. Беа исклучително и саркастични, и шегобени, иронични и така натаму. Ќе одиме со првиот твит кој што му припаѓа на Нео. Нео напиша на Твитер: кога премиерот свечено ќе го отвара метрото у Идризово. Тоа е прашањето кое што го напиша Нео на Твитер. Ние имаме две прашања, ќе кажам слободно 3 прашања. Секако сакаме и од вас гледачите да слушнеме кој ќе биде одговорот на анкетното прашање, дали велите да или не. И тоа ќе го дознаеме сега со вклучување на гледачот. Добар ден!
Здраво, здраво. Здраво, здраво. Веднаш со анкетно прашање. Дали ќе се открие според вас кој е сценаристот и режисерот за овој обид за бегство? Ја знам веќе, па тоа се Клинт Иствуд режија, браќата Англин се сценаристите. Од Алкатрас тие дечките се избегале на времето. Иначе што се однесе за ова Твитов се го пишал, фала туше оркестарот Гушеви, како ги викаат тие што свираа со тие саксофони, со труби. Значи, што се однесе до ова, шалата е шала, ова е криминал тежок од страна на затворските службеници. Ти толку денови таму, не знам колку дознав, баги денови, тоа стоело отворено тука. Значи, се чутело, се таело, се може и закани имало да вработените што копале со тие липкерите тука таа фирмата. Ама на крај пат протекла веста. Значи, не може да се окриеш, сепак некој ќе се најде, ќе пренесе, ќе каже на жена, на деца, на после тоа се шири како брзина на светлина. Така да, овдека у криминалов е секој умешан. Таа агенција што ја кажува за тие безбедности за такви работи, ни грам не завршава работа, значи не повеќе него никаква тежина не завршаваат, ништо не обавуваат. Едноставно взимаат плати големи и за некои вака ситни борани кои ги влезат у криминал да ги апсат. Инаку ова е опасна работа. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Ако има гледачи, продолжуваме веднаш со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро во Црвена линија сте. Па според вас, Иве, дали ќе се открие кој е сценариста, кој е режисер? Не. Ја мислам овој што го направил како солунски атентатори да се филмот. Да, ве слушаме, продолжете. Викам како солунски атентатори, режисерот и сценаристот. Нема да се открие, во нашата држава нема да се открие. Зошто? Зошто немаме држава, право. Кој да дојде на Добро, власт? дали Иве според вас рековте нема да се дознае кои се актерите за ова бегство, но Иве според вас дали Бирото за јавна безбедност, дали Оделот за сузбивање организиран и сериозен криминал, како и Агенцијата за национална безбедност добро се вршат работата? Да, мислам дека агенцијата си ја врши добро работата, ама овде има умешани од друга страна. Од која страна? Меѓу директорот на затворот и командирите на смени. Добро. Имате ли уште нешто да додадете? Не, тоа. Тоа би било се. Секако продолжете да не гледате и благодарам и вам за вклучувањето. А еве може да се надоврземе и на ова што го напишал Дарко Арсовски. Јас ќе потенцирам дека твитирџи како и секогаш се оштри, шегубени, саркастични, па еве Дарко Арсовски напишал всушност и прогнозирал од каде всушност ќе излезат затворениците, односно од фонтаната ќе искочат затворениците од Идризово. Мисли на фонтаната на плоштадот Македонија. Еве, според вас, каде требало да заврши тунелот? Како ви изгледа сценариото и воопшто режијата на ова бегство? Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, и тоа во Црвена линија. Благодарам, па вака. Прво, ние мора да се сложиме сакари или неќерен, режисерот и како го викате, кој го режирале тој проект, значи се однатре од самиот затвор. Меѓутоа, кој е заинтересиран најповеќе да успее тој план, секако се тие, ако се 8 или 10 или можда повеќе, можда помалце, кои што се заинтересирани, затоа што на нив му е све едно исто, дали ќе остане до крај на животот во затворот, или ќе избега, па можеби ќе најде некако си решение, спасение, не во државата, зашто ќе го вратат пак но да излезе надвор од нашата држава и да живее некако си кобајаги слободен живот. Овдека тоа сето се правило
не без да знаат некои од повисоките структури во затворот. Она е обичната боранија која гледа, која слуша. Меѓутоа, 40 и кусор метра да се ископаат во тајност, да се изнесе земјата во тајност, да се внесе струја, да се внесе таму елементи за граѓа. Ми се чини дека без да знае некој, дали ќе биде директор, дали ќе бидат од раководителите други пониски од ранг, ми се чини дека сепак мора да бидеме сигурни дека некој мора да им помогна и на база на тоа тие се нафатиле да окопат тој. Благодарам за вклучувањето. Ако има гледач, ќе одиме со гледач, но секако еве и ќе ви демонстрирам што се издвоивме од Твитерџи, но сепак имаме гледач, вие сте поважни. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали ќе се открие според вас кој е сценариста, кој режисер на ова бегство од Идризова? Ни случајно нема да се открие, по моје мислење и по моје искуство и гледањето на етерот каде што е тунелот копан, тој е новиот граден комплекс од диво населје каде што се затворени и надворешниот фактор е помага за копањето на тунелот, каде што вработените под Министерство на правда спаѓат, не сме да кажат, ако кажат ќе бидат ликвидирани. Така да јас не мислам дека ќе се разреши овој случај, ни случајно, освен ако Министерството за правда не го преземе овој случај или надворешниот фактор. Вие гледате како запослуваат преку Министерството за правда партиски војници запослуваат. Старија Срđan Милошевски што го побегна затвореникот лежи 20 години затвор за убиство, а потоа го става да биде командир. Значи, тоа е све партиско подмачкување и надворешниот фактор е тука многу битен. А ова прашање би било компетентно најмногу за Груби. Он ќе ви објасни и ќе ви кажи кој е факторот за копањето. Директорот не го наведува, зашто политички и тој е манипулиран, искршен, меѓутоа имам доверба во новиот Јовица, претходно бе. Благодарам за вклучувањето. Одиме сега со Твитерџи. Букет има напишано: ја да сум влада, ама не сум, би го оставил и осветлил тунелот да ги поврзува Идризово со Илинден или онаму на кај Драчево, зависи у кој правец е копано. Штета би било да се затрупа таа обиколница, сепак е повеќе од власта што направила за тој регион. Не треба фала, само постапете. Продолжуваме со вас да видиме каков одговор ќе добиеме на прашањето од вас, дали ќе се открие кој е сценариста, кој е режисер на овој обид за бегство. Добар ден. Еме, сега додека чекаме да се вклучи некој од вас, само ќе ве посетам 5 линии се активни, па еве можете да ни кажете што мислите за каде требало да заврши овој тунел, каде да му се види крајот. Ќе ве подсетам дека имате можност да коментирате и секако да лајкнувате и шернувате. А каде може тоа да го направите? Секако на нашиот профил на Facebook Црвена линија. Еве може да видите и ќе покажеме од режија како изгледаме таму. Значи насловот е Бегство како на филм, во главните улоги 8 затвореници, режија и сценарио се уште непознати. И секако еве можете да видите како поставуваме прашање дали некогаш ќе ги дознаеме и останатите улоги од овој македонски современ акционен филм. Како и да е, имаме и коментар од Милан Јованов, кој што напиша, можеме да го покажеме и тоа секако, да ги пуштеа овие на автопатот од Кичево Охрид, до сега ќе беше завршен. Да, многу имаше губени, саркастични, дури иронични коментари од јавноста. Како и да е, продолжуваме со вашите размислувања. Она за што дискутираме денес со вас е дали, што мислите, дали никогаш ќе ги дознаеме и останатите актери во овој македонски современ филм,
И дали Бирото за јавна безбедност, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, како и Агенцијата за национална безбедност, добро се ја вршат работата. Да слушнеме. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве, мислите ли дека ќе се открие кој е сценарист и режисер на ова бегство? Слушај, режисер не знам кој е, но тука има повеќе режисери. Сега ќе ви кажам. 40 метра должина, на 8 ширина, 8 почти 32. Значи ова е 32 кубика земја. Значи ова е 16 приколици тракторски. Една приколица носи 2 кубика, 16 приколи. На мене ми е чудно. Како може 16 приколи, еве замисли 16 трактора едно по друго да истурат земјата на едно место. Како никој да не премети? Значи не е еден кубик, не е 2. 32 кубика земја. Ајде двата нека се промашај. Ама 30 кубика земја никој да не знае. Ова е чудо. Овде некој треба тука цела влада да си даде оставка. Замислете ти во затвор да се копа. Како бил директор таму, кој е надзорен? Тука никој ништо не знае. Значи, овде треба се комплет да се мени. Но тоа не се направило нели одеднаш, сепак траело и работеле на случајот постепено. Да, се согласувам со тебе, но како никој не приметил? Значи, да извадиш од земја 32 кубика земја на еден грид, а никој да не примети? Значи, малам, Вие сте. Значи, ова е чудо, како може никој да не примети? Значи, овде мора да има одговорност. Сега власта да не спие, значи доста не правише будели дека ние ништо не разбираме. Ние разбираме, знаеме, ама нема на кој да се жалиме. Значи ние во таква држава сме пропадати, значи ова е некој жив песок. Значи пропадати сме во шија до шија и нема кај да одиме. Значи нема на кој да се жалиме, нема. Значи кога веќе судството не е во добро, кога не е здравството. Еве ова што го кажа гледачот не инспирира да прочитам уште еден твит, не случајно затоа што и Тантела размислува како гледачот пред малку. Има напишано: не ви е комична приказката со тунелот за бегство од Идризово? Не направивте малку проста математика колку земја е ископано и извадено и никој ништо не забележал. И греди и цигли да се ојача се донеле и вградиле? И кој направи и кога форензика во тунелот, оти слушам дека го затрупуваат? И како тоа го затрупуваат ако е под земја, тунел, или канале, или некој покрај гредите и циглите пропаднал во тунелот, па така го откриле? Смешни приказни. Што мислите вие? Добар ден. Добар ден. Ало. Ве молам намалете го тонот на телевизорот и да зборуваме преку слушалка, бидејќи се слушам таму од телевизорот, тоа ќе биде пречка, јас и вие подобро да се слушнеме. Да, намалење. Повелете. Не е смешно, туку е жално да ви кажам. Жално што се случува во Македонија. За СДСМ, ако треби на небо ќе ги качи со ракета, ќе ги спрати, ама ќе ги спасе. Доста се тие што се Смилковска езеро не го завршија судењето. Диво населје не го завршија. Тие се се до животно осудени. Па се знае, кој покана владоца Крсничи бега од затвор, пушти го. Скоро беше избегаат колку души и тоа се од албанска народност бегат, од тие етничката, од албанците. Што прават за нашите и се смеат. Османи Кимибо, па тие се главните режисери. Османи, Груби, Ахмети, тие се само главните режисери. Нашите не смеат, само Амин може да кажат ништо. Каде е Ковачевски се прават економски бил јак. Кои се тие, на која држава помага, на народа помагал? Абе тие од десе Македонија со се кучиња и со се праталија продаде. Нека излезе Иванчева сега да прашам да ми нема албанизација, да ми нема бугаризација. Да прашам Иванчева и Лазарова Жаклина и таа Николова што вика дека тие што лежат по затвор 27 биле силиџи, а од овие силиџи поголеми дека има и ги пуштат. А кажете ми дали ќе се дознае кој е сценарист според вас и режисер на ова бегство? Кој е режисер? Директора на затворот. Директора на затворот, Груби, Османи, они се, како они ги донесе Османи клубовете тука да ги регистрират? Добро, благодарам за јавувањето. Одеме со уште еден твит.
Драгулјот коментира на оваа информација, низ фотографија нормално, 21 март 1963 година затворен е озлогласениот затвор Алкатрас, кој што се наоѓа во водите на Сан Францискиот залив. А Драгулјот има напишано 21 март, тунел во Идризово, случајност не би рекол. Интересно ги поврзал датите. Како и да е, Идризово не е Алкатрас, но сакаме да слушнеме од вас дали никогаш ќе се откријат кои се актерите и режисерот на ова бегство од Идризово. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да, нормално се знаат кои се, што се, само кој може да се уклучат и кои се да им се каже. Знаеш се како викаат браќава, кукунон, жени мајка, ова ќе биде баш жени свет да. Епа како нема да бидат? Ке јајцата може да биде и сите други околу него. Знаете што треба да се направи? Сите, сега кај што е таму, да ги донесат на телевизија, да видат демекеве колку се секираат и колку ќе видат што ќе се направи. Пикни ги тука во сите тие во дупката, кај што копале и тука да се заклопат. Никогаш повеќе од нив тука нема да биде. Овие што сте сега на власт, ова се криминали што ги нема во светот. Ама малку е за нас ова. Нас не треба уште повеќе од тоа да биде. Нема да држам повеќе време, дека останат и за другите грешни, ако има време. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Па еве ќе се откриеле кои се актерите и режисерот на ова бегство. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во црвена линија сте. Па, би јас свакал да се признесам, мислам дека овие владата се режисери, ама ме интересира каде е земјата се однесена, значи сега во пролетен мен па ме интересира таа ровка земја каде е однесена и би им било. Дали сте се уште на линија? Продолжете, ве слушаме. Да, би сакал да знам каде е однесена земјата, значи што е извадена од тунелот, пошто ми треба за садење на цвеќиња. Ако можат да ми кажат од владата и од овие што се режисерите, значи тие се режисери сите комплет таму, се е тоа мафијашка работа. А дали сметате дека Бирото за јавна безбедност, Соделот за сузбивање сериозен криминал и организиран криминал, како и Агенцијата за национална безбедност, добро си ја вршат работата? Да. Пријатно. Да, благодарам. Одиме понатаму, еве повторно одиме малку Твитер, малку вие, не случајно затоа што и твитерџи имаат јавно мислење токму на темата за која што говориме. Има напишано: тунелот во Идризово е еден од поголемите инфраструктурни проекти во последниве 6 години. Гледачот предмалку прашува дали каде е земјата која што е ископана и дали може да се користи или даде за засадување цвеќиња. Добро. Добар ден. Добар ден. Црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Малце сакам да направам една исправка на прашањето. Значи, во Идризово бегство, само треба да има обид за бегство. Затоа што бегството не е извршено. Значи, ако луѓето избегале, значи, од затворот, тогаш е бегство. Ова е само обид на затвореници да избегаат, а благодарение на некој си од вработеници таму, тоа не е извршено бегството. Обид за бегство. Молам? Обид за бегство и она што јавноста се прашува, зошто не е забележано? Што мислите, зошто навремено не е забележано? Па не е забележано навремено затоа што има инволвирани луѓе од чуварската служба, од командирската служба и така натаму. Па мислам дека истрагата ќе покаже кои се инволвирани освен тие 8 затвореници. Нормално дека тие ќе сносат и одговорност за тоа што им дозволиле или што им овозможиле да направат такво дејствие.
Тоа би имал јас да го кажам. Добро, Пријатно. благодарам ете што се вклучивте во црвена линија и сега кога посакуваме што е можно да има во поголем број, да кажете еве кои се вашите видувања и размислувања за овој обид за бегство од Идризово. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Што мислите Овде вие, Никола ќе од се Ѓорче. откријат ли актерите и режисерот за овој обид за бегство? Никој пат нема да се откријат. Зошто? Јас се сложам со сите претходни што збореа. Затоа што не е само ова афера. Еден куп афери во Македонија ни се откриени, ни се најдени. Значи никој пат нема да се најдат. Ке настрада некој обичен службеник и така, и ќе се закашка на тоа. Значи, пошто во ова луда држава дојде кадија те тужи, кадија те суди. Ни одговорност, ни ништо. Сега што го ставија директорот на затворот, па кај бил порано, ако е тој стручен кадар, тој Зоран Јовановски, сега што ќе биде, што не си го ставил порано. Еден куп афери имаше во затворот. Бегство на тој што му зема оружје нова. Тоа беше бегството од Идризово прв дел на Мемети Беким. Дали Мемети, значи, луда држава никој пат нема да се откријат. А памтен зборот, значи, ке настрада некој обичен службеник или затворите некој еден двојца, ќе ги преместат на убаво работно место и све ќе се закачка. Ке нас свако чудо за 3 дана, што викат србите. Бидете ми поздравени, да сте живи и здрави. Благодарам, бидете и вие живи и здрави, секако останете со црвена линија. Ајде да одиме сега и слушате еден твит. Овој пат овој твитот е на Митре. Напишал: неофицијално утре Бочварски и Спасовски ќе отвараат патарината после новиот тунел кај Идризово. Ќе има пригодна организација на плех оркестар и мини коктел на кој ќе присуствува седмиот заменик на секретарот на Стейт Департментот, на заменикот секретар за Средно-Западен Балкан. А вие што мислите, дали еве ќе се открие кој е сценарист, кој е режисер за овој обид за бегство и дали ќе дознаеме кои се останатите актери за овој обид? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, повелете. Да, јас се од Диготино. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Еве, слушаме, повелете. Ете, јас како и таму вилам, намалете го тонот на телевизорот. Мора, затоа што ќе има ехо. Ево го намалиме. Те слушаме ли? Добар ден. Вас слушаме двајца на телефонта. Сега верувам го намаливте тонот на телевизорот, повелете. Ете, жив пример за тоа како изгледа кога некој нема да го намали тонот на телевизорот, ќе добие впечаток дека двајца зборуваат, а всушност да, зборуваме јас и гледачот, но на што е најлошо се добива впечаток дека и трето лице зборува, а третото лице повторно сум јас од телевизорот кој што дикнува од просторијата каде што гледате. Ве молам и сите следни кои што ќе се вклучите, по кој знае кој пат ќе повториме, но така мора. Стишете го звукот на телевизорот на 0 и нормално зборувајте само преку телефонската слушалка. Да видиме дали ќе имаме успех или ќе се слушаме како низ тунел со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Прашувате кој е главниот режисер? Да, попрашувате кој е главниот режисер. Па дали ве сметате дали ќе се открие кој е главен сценарист, режисер, кои се останатите актери во овој обид за бегство? Па знае се кој е главниот режисер. Да, се знае кои се главните актери. Прво, од ни се заканија со урагани, со возове кои не смее никој да ги сопре, па гледа се кои се главните актери. Главниот е знае. Ова дојде и како интермецо, имаме некоја музичка пауза, најверојатно. Дали се слушаме сега?
Да, знаеме дека од кај гледачката, значи иако зборував пред самото вклучување, ве молам, од технички аспект имајте секогаш во предвид, едноставно е правилото, не е ништо комплицирано, ќе продолжите да си гледате црвена линија, но кога ќе ве прифатат нормално на линија од режија и таму ви посочуваат да се намали тонот на телевизорот, да зборуваме телефонски само преку слушалка, значи само вака ве молам, и нормално не на интерфон и било кои други начини и операции. Значи класично, на уво што се вели. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, дали се слушаме добро? Добро се слушаме. Па ќе се открие ли кои се актерите, кои стои зад бегството, за обидот за Па како нема да бегство? се открие, ми имаме овде полиција, не така? Главниот актер го знам кој е. Клинт Исвуд. А режисер Ел Чапо е. И се некој командир ќе најдат и 20 одработени и тука е приказката завршена. Да у некоја нормална држава паѓа влада, министерот си дава истата секунда оставка. Овдека, како и секој случај, кој крадеше, директорон шлепер и кашкавал, го фатиле чуварот со една пита, ебе вика кој го крадел кашкавалот. Ете таква е работата овдека. Никој нема да одговара. Никој. Благодарам и пријатно. Благодарам и вам. Ја имам и гледачи кои што се куси и јасни. Одиме пак се од Твитерџи, надополнувајте се и на Твитерџи, секако затоа и ги читаме коментарите. Шуби-дуби еве што напишал. Копачите од Идризово, современа македонска крими драма. А што мислите вие, ќе се дознае ли кој е режисер на оваа крими драма, кои се актерите кои што стојат зад овој убит за бегство? И дали според вас добро си ја вршат работата Бирото за јавна безбедност, како и Оделот за сузбивање на сериозен и организиран криминал, како и Агенцијата за национална безбедност? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ало. Да, ве слушаме, повелете. Видете вака, ајде да ги разочарам сите претходниците и да ви ја кажам мојата теорија, бидејќи добро сум упатен и знам некои состојби што се случуваа во Капедом и Дризово. Ова нема да се открие затоа што копачите веќе не се во затворот. Тие се одавна на слобода, надвор, се искочени. Ова по мене е, некој сакаше да поентира кога беа ги нешто да со успех, меѓутоа си даде автогол. По мене, овој тунел е копан 1991 година, кога беше првиот бунт во затворот, кога од политички причини Васил Тупурковски им ветуваше амнестија на затворениците. Тогаш во затворската управа 10 дена немаше контрола што се случи внатре во затворот, затоа што затворениците имаа земено заложници од чуварите и 10 дена се преговараше околу условите под кои дали ќе им се даде политичка онаква амнестија и тие се останати за 11-тиот ден, мислам се договорија и онаквото. Ова го кажам од причини што добро ја гледа. Ако ја погледнете капијата, објектот каде што е копан тунелот е лево од влезната врата, тоа ви е одма под првата кула стражарска. Нема шанси тука некој да копа, да не видат овие стражарите од кулата. Што значи, унесто го отвори темата што одговорија. Каде се не 32 кубика земја? Ако земете пута 0,5 разсрести, за тоа се околу 50 кубика земја. Каде е таа земја однесена? Втора работа. Зошто е копан према женскиот дел, кога имате таму појачено обезбедување на и таму има чувари и плюс имате на чошот уште една кула што може да ги види и осветлени се зидовите. Така да посебно приказката што денеска тоа како е откриен тунелот е тотално различна. Видете денеска работниците приметиле нешто кога рушеле таму дека има, па кога случајно ископале го настред тунелот. И затоа тие причини од ова сето што го кажам, ја ви кажам дека ова е стар тунел за кој управата или знаела или не знаела. Ке внимавате само на тајмерот. Благодарам за јавувањето и вам. Ево одиме шегубиене Ѓорѓе Коцев. Напишал: чуварите во Дризово. Шо правите бе затворениците? Со тетен ми копаме бунари.
Ето, шагубени се твитерджи, како и да е, саркастични, а еве имавме и гледач во црвена линија кој постави прашање сета таа земја, кубици земја, каде е однесена и дали еве барем за него може да се обезбеди истата за садење цвеќиња. Но како и да е она што во црвена линија ве прашуваме, дали според вас ке се дознаат кои се актерите, режисерот, особено во овој обид за бегство од Идризово. Добар ден. Ден, почитуване родителки. Повелете. Па вака, види се, у затворите условите се неубави, нестандардни, затворениците неубаво живеат. Например, у другите затвори, у Германија, взимаш 640 евра месечно, а имаш обезбедено и стан и храна. Швајцарија 720 евра месечно. Сега ја вака предлага, пошто немаме политичари ни се никакви, но овие да не бегаат, да се изгради нов затвор. И овие старите затвореници да се преместат у новиот затвор, а овие сега политичариве што ќе идат, у стариот идат. Да видат малку, да осетат како се живее, што се живее. Дали ќе има поскупување на зејтин, дали на храна ќе има поскупување. Ми се чини Македонија треба тој пат да го води, па да успее некако. Ко држава да станем. Со сите нишани. Иначе ние Европска Унија нема да видиме ни ништо. Така, значи, овие затворенициве што се стари, у новиот затвор дидат, а новиве у стариот затвор. Пријатно, поздрав голем. Пријатно, благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте? Да. Па еве, што мислите, ќе се дознаели кој е режисер, сценарист, Вака, според актери? моите предпоставки, моите, значи, како што јас размислувам, нема шанси да се дознаат кои се таму режисери и актери. Тоа е копано и се познава дека е старо копан, значи тунелот. Тој е, може, па 90-тите негде копан, постари некои што требало, значи, да бидат надвор од затворот и со согласност на неговите тука, значи имало во секој затвор имат подкажувачи, ме разбирате како кажувам? Да, продолжете. Главните и тие се замешани и другите, така да гледам јас по телевизија, по интернетот дека тој е стар копан, значи и тоа нема ретки шанси сега. Сакате да кажете дека ова е еден стар проект на затворениците кој што еве сега продолжил да се реализира. Да, точно така, точно така. И тоа е моето. А ќе се дознае ли некогаш според вас? Па, јас мислам дека после, значи, ќе се дознаат после известно време. Ама сега за сега не е, па ќе се затаит, не разбирате? И како ништо да не било. Ние немаме држава како што треба па да се дознае све. Немаме толку моćни луѓе. Уствари има моćни, ама тие се исто мешани во тоа. Така да поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. А сега е време за реклами. Ете, малку земавме сите здив со рекламите, сега е време и да ги прочитаме резултатите од Instagram Story анкетата. Заследете не на Instagram и веќе утре бидете дел од оние кои што даваат одговори на нашите анкетни прашања. А на денешното прашање, дали ќе се открие кој е сценариста, кој режисер на овој обид за бегство, со да одговорија 22%, со не 78%. Сега сите кои што следат црвена линија знаат дека тунелот од црвена линија завршува во заврти, преминува, подобро да речам, во заврти на Телма. Па бидете подготвени, драги мои, време е да подкажам и да ви прочитам прашања кои што ќе ви се паднат на тестот со кој што ќе освоите награда. Па еве, например, ќе се случи ова прашање: како се вика ситуацијата кога еден од шахистите не е под шах, а не може да одигра ниту еден потек? Па имаме и вакво прашање, поточно гатанка: ако го храниш ке живе, ако го поиш ке умре. И уште едно прашање за вас: на кој континент тече реката Хоанхо, позната како Жолта река?
Познато дека за многу кратко јас ќе бидам во другата канцеларија, а вас ве чекам да завртите на Телма и освоите вредна награда. Вчера се освои мини шпоред.